Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилепчани денеска пред Параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп и му дадоа почит на жртвите во трагедијата што се случи во Кочани. Во Прилеп знамината се на пола копие. Владата на Република Македонија прогласи 7-дневна жалост. Под слоганот "Бараме одговори и одговорност", мирен протест закажан за утре во 12 часот во Прилеп. 8 члена на бендот ДНК загинаа во пожарот во Кочани. Градоначалникот на Кочани си даде оставка. Времето денеска студено со температура 13 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Прилепчани денеска пред Параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп им оддаваат почит на жртвите и се молат за повредените во трагедијата што се случи во Кочани. Граѓани, млади луѓе, представници од локалната самоуправа палат цвејки, положија цвејки за жртвите, молејќи се за повредените во трагичниот настан. Пред Параклисот е поставена и кутија за донација. Во градскиот парк во Кочани денеска се одржа протест, каде граѓаните бараат правда за загинатите и повредените од пожарот. Утре протест во Прилеп. Под слоганот "Бараме одговорност и одговори". Утре мирен протест најавуваат и прилепчани од 12 часот пред Параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп. Протестот ќе биде организиран секој ден во истото време. Владата на Република Македонија прогласи 7-дневна жалост. Денеска и 7 дена знамината ќе бидат на пола копие. Сите планирани настани во установите од областа на културата во текот на оваа недела се откажани. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги преку соопштение укажа медиумите дека треба да ги усогласат своите програми и работења на денот на жалост. Во текот на вчерашниот ден, сочувство до семејствата изразија прилепските пратеници, градоначалникот на Прилеп и претседателот на Советот на општина Прилеп. Осум членови на бендот ДНК загинаа во пожарот во дискотеката во Кочани. Еден е тешко повреден, додека една членка, Ана Костадиновска, се уште се води за исчезната. Во пожарот загинаа пејачот Андреј Ѓорѓиевски, тапанарот Ѓорги Георгиев, клавиатуристот Филип Стефановски, гитаристот Александар Коларов, фотографот Александар Ефремов. Пратечкиот вокал Сара Пројковска, тапанарот на ДНК Игор Велков и битбоксот Мартин Атанасовски. Нивната музика ќе остане вечна во нашите срца и ќе биде дел од нашата музичка програма, која ќе им ја понудиме на публиката за да остане вечна нивната слава. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов поднесе неотповиклива оставка од функцијата по трагичната несреќа во Кочани во која загинаа 59 лица. Бендот ДНК. Тој побара одговорност од институциите, јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи. Временска прогноза. Времето денеска студено со температура до 13 степени Целзиусови. Од утре метеоролозите најавуваат снег на планините каде ќе се формира нова снежна покривка во висина од 2 до 10 сантиметри. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.